7 милиони денари одштета за 7-годишно дете од Кочани и нејзините родители одлучи апелациониот, а потврди Врховниот суд на Македонија. Хронолошки агонијата на девојчето и нејзиното семејство започнува 4 месеци по раѓањето, кога била однесена на редовна вакцина поливирус 3 во здравствениот дом во Кочани. 18 дена подоцна започнале проблемите кои неа ја оставија инвалид за целиот живот. Најпрви накутна пареза, потоа ослабени рефлексии и несоодветни реакции на десната нога. Следува долг престој во клиниката за детски болести, а потоа и дефинитивен заклучок на Комитетот за верификација и квалификација. Реакцијата од вакцината кај детето е случајна пареза асоцирана со поливакцина, односно вакцинален полиовирус 3. За нејзиното семејство ова значи доживотен тежок инвалидитет, висечка нога на штотуку роденото здраво дете. По ова следува тужба, влечење по судови, многу нервози и барање на сатисфакција за кобната медицинска грешка. Семејството го тужи здравствениот дом во Кочани, но и Министерството за здравство за материјална и нематеријална штета. Одлука донесуваат Основниот суд во Кочани и апелацискиот во Штип, но сите дополнителни барања и жалби ги анулира Врховниот суд со потврда на одлуката донесена во второстепениот Штипски суд. Со неа девојчето за трајниот инвалидитет и сите доживеани трауми ќе добие 4, а родителите по 1 милион денари одштета, плюс камата за целиот период на судење во износ од околу 1 милион денари. Вкупно семејството ќе добие 7 милиони денари, односно околу 115.000 евра со камата. Во врска со случајов, телевизија Стар денес контактираше со мајката на детето која не беше многу расположена за разговор. По интернет таа ни порача: "Се уште сум лута на сите, на лекарите, на судовите, на новинарите. Никој не беше со нас кога најмногу ни требаа. Сега е доцна за се." Разочарани од се, семејството на девојчето во меѓувреме ја напушти државата, носејќи ја за секогаш болката која им се случи овде.